Во тек е конкурсот за упис во средните училишта во државата. Предвидени 25.000 ученици, од кои 17.000 само во средно стручно образование. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на денешната пресконференција истакна дека досега се потпишани повеќе од 800 договори со компании за стимулирање на стручното образование и пополнување на празнините на пазарот на трудот. Таа предупреди дека државата има сериозен проблем со намалување на бројот на ученици. Оваа година имаме околу 25.000 ученици кои би требало да влезат во средното образование. Од тоа предвидени се околу 17.000 во средно стручно образование. Дуалното образование секако ќе биде фокус. Досега имаме подпишано договори со над 800 компании и продолжуваме да го стимулираме средното стручно образование за да ги пополниме празнините на пазарот на труд или она што им е потребно на компаниите за да се подобри производството. Конкурсот е денес објавен, ќе видиме какви ќе бидат резултатите на крај. Јаневска е децидна дека целиот образовен систем треба да се прилагоди на реалноста, што во пракса би значило дека повеќе нема да има паралелка со 5 или 10 ученици. Ова дополнително ја отежнува ситуацијата и на учениците и на државата. Чашка, ние имаме сериозен проблем во целата држава со намалување на бројот на ученици. Сега да го завршиме конкурсот за средно, да видиме точно колку ни завршиле основно, иако ние бројките ги имаме, но реалноста да ја видиме, да видиме колку ќе ни се запишат во средно училиште и ќе мора целиот образовен систем да го прилагодиме на реалноста. Тоа значи дека повеќе не може да имаме, не може државата да издржи, а тоа е второстепено, првостепено е што и тоа е исклучително многу лошо за учениците. Не е во ред да имаме паралелки со 5 ученици, паралелки со 7 ученици, паралелки со 12 ученици, кога сите овие три можат да формираат една паралелка. Од тука, после оваа година, ќе видиме каде навистина треба да се гради, а каде навистина и нема потреба да вложуваме во училишни згради ако нема ученици. Јаневска потенцираше дека во Македонија постојат училишта каде што се среќава во една паралелка да има и по 10 ученика, кое не е добро ниту за државата, ниту за самите ученици. Како што кажа, ова мора да се реши во корист на децата. Од една страна ќе може да се надпреваруваат, надградуваат и усовршуваат во поголемата група, а од друга страна ќе помогнат и во работниот процес.